Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве стигнавме до Великден. Влегуваме во последната недела пред големиот празник. Недела на строг пост. Да ви најавам дека следниот викенд нема да се видиме, односно ќе прескокнеме една епизода, затоа што искрено не ми личи на толку голем празник како Великден да седам пред вас и да го тупам со политика. Затоа ќе се обидам во оваа епизода да опфатам што повеќе теми за да ете следниот продолжен викенд малку здивнеме од сето ова што ни се случува и да му се посветиме целосно на семејството и на Бога. И тука на почетокот сакам накратко да се навратам на една непријатна тема која зачнав кратко минатата недела. И сега нема многу да го тупам на оваа тема, но морам да ја споделам со вас. За ете, на некој начин остане некаде запишано дека сум ја кажал. Има една стара новинарска поговорка која вели дека кога новинарот ќе стане дел од приказната, тој веќе не е новинар. И во мојата речиси 3 деценијска новинарска кариера сум се држал до ова правило и никогаш не сум сакал да бидам дел од приказната. Но што е многу е. Последниот случај, кога оние некрофилини од СДСМ и Левица земаа дел од мојата емисија и секоја парче што се однесува за нив и го залепиле како да се однесува на ужалостените мајки и татковци од протестот во Кочани ја прели чашата. Не само што ми се згади од монтажата, туку коса наглава ми се крена од коментарите под монтираното видео што објавено на Facebook профил, каде секој втор статус е хвалоспев на Филипче, а главно го шеруваат оние чегеварчиња на Пасиев. Ај навредите кон мене лично, преку тоа можам и да поминам. Туку што ми ги споменуваат децата, што повикуваат народ да ме линчуваат, да се запали алфа и слично, само покажува дека во оваа држава постојат луѓе на кои ништо не име свето. И затоа за прв пат се решив да се пожалам во Сдруженијето на новинари, кој рака на срце веднаш реагираше. Ги осудија заканите говорот на омраз упатени кон мене и изразија загриженост од фактот што вие напади произлегуваат од монтирано видео со јасна намера за моја дискредитација и потикнување негативни реакции. Оттаму констатира дека ваквите постапки представуваат загрозување на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите. За нама ваквото однесување го смета за неприфатливо и ги повика надлежните институции да превземат чекори за идентификација и санкционирање на сторителите. Во моје име, преку нив, случајот е веќе пријавен и во секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика на МВР, со која се бара тие што ја управуваат Facebook страната Бела Чао, која го објави видеото да бидат гонети за загрозување на сигурноста, преку закани по живот и телесна сигурност, испратени преку информатички систем и за ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. За истите дела се бара да бидат гонети и најмалку оние десетина нелуѓе, кои во коментарите на видеото директно ми се закануваат на моите деца и повикуваат на линч. Сите до еден се наведени по име и презиме. Се надевам дека МВР ќе ја свати сериозно оваа пријава и ќе ја истера работата докрај. Реков, ова е прв пат во мојата речиси 3 деценијска кариера да поднесувам пријава против некого. А верувајте, во целиот овој период сум работел на секоја можна тема во Македонија, вклучувајќи и војната во 2001 година. Неретко ме етикетирале, навредувале, па дури ми се заканувале. Но ова ја мина секоја граница. Вакви гадни заканувачки коментари не сум видел досега. Дури ми е непријатно да ги споделувам со вас. Но, доколку не се преземе ништо, во некоја следна епизода, јавно, со име и презиме, со слики и видеа ќе ги цитирам сите тие нелуги и нивните гнасоти, секој збор што го имаат пишано, па после нивните семејства, пријатели и колеги нека видат со кого си имаат работа. А оние гниди кои наредиле да се монтира видеото и да се споделува, ќе им порачам. Ме правите само уште посамоуверен дека сум на правиот пат. Нормални луѓе не се однесуваат вака. Јасно е дека ова го прават партиски послушници кои не размислуваат со своја глава. И нешто друго. Со ова и СДСМ и Левица заедно докажавте дека тоа на што предупредувам цели 2 недели и повеќе е точно. Дека правите чиста злоупотреба на тагата на семејствата на загинатите и сакате да го искористите народниот гнев за вашите ефтини политички цели. Само продолжете така, па ќе видите самите до каде ќе стасате. Овој македонски народ не е глуп, ви има одамно прочитано. Сега, за да ме линчувате, мене сте многу гласни, но за нешто друго, многу потрагично, нешто многу сте ми молчеливи. Менсур Пајазити, кој на 15 август 2022 смртно ја прегази Теодора Ристовска на пешечки во Тетово, призна вина и доби 2 години затвор. За делото тешки дела против безбедноста, во сообраќајот предвидена е затворска казна од 1 до 5 години. Судијата Елведин Ферати во краткото образложение токму признанието го спомна како една од олеснителните околности, а го посочи однесувањето на обвинетиот.
Кога ја слушна казната, таткото на Теодора се фати за глава и ја напушти судницата. Пред судот, ни солзи, семејството го искажа разочарувањето од пресудата, која е за година и половина пониска од првата правостепена, која потоа апелација ја намали на 2, а врховен ја укина. 2 години го судија човеков, штуби човек, 2 години го судија. Колку вреди животот у Македонија? Максималната казна 5 години нема да ми ја врати Теодора мене. Че ми ја олесни муката мене. Че каже на секој следен што може да го доживее, не дај Боже истово. Че каже дека има правда. Као човек сум згаден. Што да очекувам од ова држава? Кажите ми. Плачем за правда, правда нема. Пазите завршниот збор го читаше. Откако прво побара неговиот адвокат да го стори тоа наместо него, но судијата не дозволи. Адвокатот тврдеше дека обвинетиот жали и дека станува збор за несреќа. Пазите бараше поблага казна. Тврдеше дека и тој е жртва, а голем дел од говорот го посвети на известувањето на медиумите, кои според него создавале погрешна перцепција и притисок. Да изразам сочувство за трагичната загуба. Не можам со зборови да ја опишам болката на семејството. Да нагласам дека ова не е случај на свесен криминал. Судскиот предмет се води за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот што заврши со смрт. Ова не е убиство со умисла. Не само семејството на жртвата, и јас и моето семејство сме секундарна жртва. Дали обвинителството ќе се жали, ќе соопштат откако ќе го прочитаат образложението на пресудата. Адвокатката на семејството Ристовски посочи дека признанието на вина не е искрено, туку со цел да добие пониска казна, но и дека изостана извинување и кање кон семејството. И вие самите што бевте присутни, јавноста што беше, не видовме дека нешто самиот си кажа, тој од срце да излезе како кајање, жалење, тоа што треба да биде направено. Туку читаше текст кој што беше подготвен и во целиот тој текст беше представен тој самиот како жртва, а не како обвинет. Сметаме дека ценети се олеснителните околности на страна на обвинетиот повеќе пренатежнати се наспроти тоа што е на страната на правдата. Судењето почне и заврши во еден ден, откако минатите 2 обиди. Пазите не доаѓаше со оправдание од Тетовската болница. Адвокатката денеска достави документ до судот, добиен од гимназијата во која работи Пазите како наставник. Рече дека не бил на болничко лекување и имал за цел да го одолговлечи процесот. 2 години, според македонскиот правосуден систем, само толку вреди еден млад човечки живот. Мислев дека сум видел се во Македонија, но по скандалозната одлука на судијата Евлетин Ферати, сватив дека нема дно кое ова наше судство не може да го пробие. Зарем навистина постои човек што мисли дека со оваа пресуда е задоволена правдата за прераното заминување на 22 годишната Теодора Ристовска? Не. Сите сме згрозени. И не само од пресудата, туку и од фактот, што како и во случајот со младата Фросина, па и како со трагедијата во Кочани. Ако покопате малку во минатото, ќе видите дека и овој случај си има тешка коруптивна позадина. Прво да видиме кој е фамозниот судија што мисли дека животот не вреди 5 пари кај нас. Станува збор за судијата Ферати од кривичниот суд Тетово, кој нема да биде гонет од обвинителството за наводните пречкртани оценки што ги имал во своето досие на Државниот универзитет во Тетово. Имено основното јавно обвинителство оформило предмет против него, откако Државниот просветен инспекторат пронашле 3 пречкртани оценки во главната книга, без притоа да најдат пријави за преполагање на испитите од страна на Ферати. Тие оценки биле важни затоа што од тоа зависело дали ги исполнува условите да се пријави на Академијата за суди и јавни обвинители, за каде е потребен просек над 8. Но кога обвинителството е прибавило целосната документација за судијата од Универзитетот во Тетово, магично таму се појавиле фамозните пријави за преполагање. Во прилог на досието беа доставени материјални докази, барања решенија и пријави за повторно полагање, како и доказ за добиени оценки за 4 предмети, со кои факултетот потврдува дека во 2014 година студентот ги преполагал испитите и добил оценки со кои го зголемил својот просек над 8. Имајќи ги предвид доставените документи, не се исполнети елементите врз основа на кој би можело да се превземе кривичен прогон по службена должност, рекоа од обвинителството. Значи, ајде што го фатија на дело и што Државниот инспектората, мислам и антикорупционерите уште на времето бараа да биде кривично гонет. И обвинителството по притисок отвори предмет. И што се случи? Ништо. Немало основ за гонење. Зошто? Затоа што некако магично на факултетот се појавиле документите дека студентот Ферати барал да ги преполага испитите и одеднаш се појавил писмен доказ дека го постигнал посакуваниот успех од 8 за да стане судја.
Ако ова не би мирисана расипано од километар, ја не знам што. И сето ова е само како стигнал до тоа да биде судија. Некој медиуми објавија и дел од неговите пресуди за случаи со сообраќајни незгоди. Да видиме некој. Прво дело. Со неприлагодена брзина, неприспособена кон својствата и состојбите на патот, со возилото предизвикал сообраќајна несреќа, со тоа што со преден дел од возилото удрил во пешакот РГ, кој го поминал булеварот на обележан пешачки премин, кој удар со телесни повреди се здобил пешакот РГ. Пресуда 300 евра. Второ дело. Со неприлагодена брзина предизвикал сообраќајна незгода и со преден дел од возилото удрил во заден дел на Ауди Q8, од кој удар со телесни повреди се здобил возачот од Аудито во вид на состојба после нагмечување на меките ткива во пределот на главата, потрес на мозок од лесен степен. Сопатникот се здобил со телесни повреди во вид на состојба после нагмечување на меките ткива во главата, десно колено како и потрес на мозок од лесен степен. Пресуда 300 евра. Трето дело. Со преден челен дел од возилото удрил во бочниот заден дел од голфот, кој удар со телесни повреди се здобил сопатникот на голфот, оштетената НК во вид на нагмечување на меките ткива на преден дел на глава. Пресуда 300 евра. Значи, ова се само 3 пресуди кои се објавени во медиумите под наслов Ферати 300 евра. Изгледа на овој судија слабост му се сообраќајните несреќи. Не и се. Значи, откако се објави скандалозната пресуда од 2 години за тоа што е усмртена младата Теодора, по притисок на јавноста, но и лично од премиерот, судскиот совет ја преиспита неговата работа. И знаете што пресуди? Судијата Илмедин Ферати не смел да го казни Менсур Пејазити построго од 2 години. Санкција која претходно ја утврди гостиварска апелација, реагираа судиите од Тетовскиот суд. И судскиот совет се повикува на законскиот член, кој предвидува забрана за менување на пресудата на Полошо, во предмет во кој обвинителството по првичната 3,5 годишна затворска казна не се жалело, туку само обвинетиот. Согласно член 428 од Законот за кривична постапка, ако е изјавена жалба само во корист на обвинетиот, пресудата не смее да се измени на негова штета во однос на правната оцена на делото и на кривичната санкција. Според Сдруженијето на судии од Тетовскиот суд, нивниот колега Фератил постапил законски и 2 годишната казна е максимум која можел да ја досуди, иако законскиот распон е од 1 до 5 години. Судијата во повторената постапка обвинетиот го осудил со максималната дозволена казна затвор, имајќи ја во предвид забраната за менување на Полошо, реформатио ин пејос, како начело предвидено во Законот за кривична постапка. Во ситуација кога по барање на обвинетиот Врховниот суд ги укинал пресудите и предметот го вратил на првостепениот суд на повторно одлучување и поради оваа забрана, новата пресуда не смее да се измени на штета на обвинетиот, ниту во однос на правната квалификација на делото, ниту во однос на кривичната санкција. Судскиот совет го анализираше предметот и попладнево го објави известувањето, во кое хронолошки е наведено како течело судењето. Од првата пресуда донесена на 30 ноември 2023 година до понеделникот. Во овој извештај, но и од јавно објавените пресуди може да се забележи дека вичата јавна обвинителка на седницата во апелација се согласила на Пејазити да му биде изречена поблага кривична санкција. Гостиварска апелација утврдила дека 3,5 годишната казна која првично е досудила сега пензионираната судика Верка Костовска е престрога и дека 2 годишната казна е соодветна санкција која ќе ги исполни целите на казнувањето. Врховниот суд ги укина 2 пресуди и го врати судењето на почеток. Судиите од Тетово денеска апелираат и до сите чинители во општеството да не се користи оваа пресуда за несоодветни напади на судиите, стигматизирање и јавен линч, заради постигнување на други цели, бидејќи на тој начин се нарушува угледот на судиите и се задира во независноста на судството. Значи не бил виновен Ферати, кутриот и да сакал не можел да даде поголема казна. Виновни се обвинителите. Па ајде сега ќе чекаме да се преиспита нивната работа, па после и за нив, како и за Ферати, веројатно ќе ни цитираат еден тон членови од разни закони со некаков си правен речник, кој мислам дека ни самите не го разбираат. Со што ќе испадне дека никој не е виновен. Кој ќе биде виновен? Знам. Продолжниот кабел. Срамот. Народот не го интересираат сите тие процедури. Народот е желен за правда и бара одговор. Како може за кубење коса некој да добие 4 години затвор, за крадење кебапи 3 години, а за одземање на живот на 22 годишно девојче само 2 години. И да се само овие случаи. Поправен дом за дилање на дрога, условни и 3-годишни затворски казни за судии кои земаа мито, 6 месеци затвор за Зоран Милевски Кичеец, кој усмрти човек на стража,
последно само 2 години затвор за прегазување на пешак во Тетово. Долга е низата на небулозни судски пресуди од кои што јавноста се згрозува и бурно реагира. Повеќе од очигледно е дека македонското судство подолго време е на колена, а ретко кој граѓанин е задоволен од правдата. Од се што досега видовме по судовите, очигледно е дека во Македонија добива правда само оној што може да ја купи. Освен корупцијата, друг проблем е тоа што судскиот систем нема воедначена судска пракса, па во затвор може да се лежи за неколку грама марихуана или да се усмрти пешак и да се помине многу лесно. Ова е забелешка на дел од правната фела која предупредува дека потребна е итна контрола на пресудите од повисоките судови и судскиот совет, како и воедначување на судската пракса. Мораме да имаме воедначена судска пракса. За да биде таа воедначена судска пракса, тука треба повисоките судови да вршат контрола, а тоа се 4 апелациони подрачја и на крај Врховниот суд. За да не се случува да имаме нееднаква правда, дека ние сите треба да бидеме еднакви пред законот, бидејќи нееднаквата правда и не е истиот третман кој што треба граѓаните да го имат пред законот, стварат селективна правда. Обичниот граѓанин не може да верува дека ќе добие правда ако високата корупција се заобиколува, како што е случајот со измените на кривичниот законник, коментира Тумановски. И измените на кривичниот законник исто така направија во јавноста на големо разочарување од правосудниот систем, бидејќи со тоа се покажа дека одредени категории на луѓе, а тоа се функционерите, можат да бидат ослободени или нивните дела да бидат застарени, да не добијат никакви казни за тоа што го има сторено, за разлика од обичните луѓе кои што секојдневно се соочуваат со судските постапки, добиваат како што се спомнува и за мала количина на марихуана, високи казни. Одамна беше 3-годишната затворска казна за кражбата на КВП во Велес, или пак кога судијка од Скопскиот кривичен суд во затвор испрати фирма, а не управителот која води. И во поново време трендот на скандалозни судски одлуки продолжува, со што довербата на граѓаните веќе е стопена на само 2%. Повеќе од очигледно е дека потребни ситни реформи во правосудството, прочешлувајќи ги сите од најнискиот шалон до највисоките фотели во судскиот систем. Министерството за правда во моментов работи на измени на кривичниот законник и новиот закон за судски совет. Со новите законски решенија се очекува работата да мрдне од мртва точка, но познавачите велат дека е потребно многу работа и волја кај власта да се направат вистински темелни реформи кои што ќе дадат позитивни резултати. Токму така од условна казна па се до 18 години затвор е разликата во казните што ги носат судиите за возачите кои што со непочитување на правилата згазили или смртиле луѓе кои поминувале на пешачки премини. Ова значи дека судиите имаат огромен простор за слободно судиско убедување, па за исти кривични дела сторени во слични околности носат многу различни одлуки. Или кај нас полесно ќе поминеш ако за сообраќајка те гонат кривично, отколку да те казнат прекршочно. Добро, освен ако не ве суди Ферати, тогаш ќе помине со 300 евра. Или со други зборови. Во Македонија правда очигледно може да добие само тој што може да ја купи. Тоа е тој судски систем за кој со години зборувам дека е трул и дека подитно мора да се преземе нешто. Вчера јавноста најново се згрози за случајот во Тетово. Судот во Тетово вчера му досуди 2 години затвор на сторителот кој смртно одзема недолжен човечки живот, 22 годишната Теодора Ристевска. Повторувам, судот во Тетово му досуди 2 години затвор на сторителот кој смртно ја прегази 22 годишната Теодора Ристевска. Јавно да прашам, има ли некој во државава кој смета дека тука имаме задоволена правда? Јас не само што не сметам дека правдата е задоволена, но и како председател на владата, како човек и родител на 2 деца, сум силно разочаран. Ова не е правда. И тука имаме потврлање на системот по сите основи. Знам дека некој ќе ми се налути. Ќе излезат и такви полноглавци кои што ќе ме критикуваат после ова што ќе окажам. Но јавно барам од судскиот совет да се преразгледа работењето на овој судија и уште еднашка да се анализира оваа пресуда. Ова не е партиска борба. Ова е битка за вистината, за одговорноста, за правдата. Затоа што ова е борба меѓу луѓе и не луѓе. И луѓето мора да победат. Само така можеме заедно да победиме.
Мислам дека џабе премиерот и сите ние бараме од судскиот совет да преиспита било чија работа. Видовме како е преиспита работата, не само неговата, туку и случајот со судијата Пајазити и неговата скандалозна одлука. Казната што ја доби затоа што екс-командантот на УЧК ја киднам од Македонија, откако Пајазити наместо во затвор го пушти во куќен притвор, е само 30% од плата во наредните 6 месеци. Ова е една од најмалите казни кои постојат за судиите. Помала е само усно да го искараат како прво деленец. Наместо разрешување или оддалечување од судиската функција, само казна од 30% од платата 6 месеци. Контроверзна одлука на судскиот совет за контроверзниот судија Пајазити. Една од најблагите казни за судијата кој што со куќниот притвор му даде шанса на Блерим Рамадани да избега. Одлуката била донесена во петокот на затворена седница, 8 месеци откако поранешниот припадник на УЧК кидна од Македонија пред да биде испорачана Србија. Членовите на судски во ноември исто така на затворена седница ја отфрлиле иницијативата за утврдување одговорност ка Пајазити, наводно поради немање доволно докази. Постапката која ја иницираше председателот Александар Камбовски продолжи на последната седница, кога мнозинството во Советот се одлучиле само за парична казна. Со месеци јавноста очекува судски да утврди одговорност на сите судии што одлучуваат за случајот Рамадани, освен за притворот и за екстрадицијата, па и кај оние од кривичниот совет чија одлука некој му ја шепна на бегалецот. Колку за потсетување, уапсениот Рамадани на 18 јули се согласил пред судијата Пајазити да биде екстрадиран по скратена постапка во Србија и се согласил да биде суден. Пајазити тогаш му определил притвор, но на 22 јули Рамадани поднал жалба преку својот адвокат во која навел дека не го разбарал преведувачот кој зборувал за скратената постапка за екстрадиција. Според законот за меѓународна соработка, изјава за скратена постапка за екстрадиција е неотповиклива и не може да биде повлечена, поттука Рамадани немал право да се премисли. Сепак судијата Пајазити го прифатил премислувањето и згора на тоа, иако немало изменети околности, се уште постоела опасност од бегство, на Рамадани му определил куќен притвор и тоа да го издржува кај роднини. И официјален Белград побара одговорност од државните органи, како Рамадани баран преку Интерпол од куќен успеа да избега за Косово. Ова не е единствената скандалозна одлука на највисокото судско тело од последната седница. Разрешени биле 2 судијки од Скопска апелација за спорната пресуда за Македонски Телеком. Третата членка на Советот кој носел одлука во случајот е казната само парично. Според наши информации станува збор за Наташа Савовска, Димитровска и Роза Георгиева, додека пак парично казната е судиката Јетмире Ајдини Бошњаку. Со пресудата на Скопска апелација Телеком беше задолжен да плати 4 милиони евра на фирмата Фокуснет од Штип. Представката за оваа пресуда до судскиот совет ја поднесе Телеком со тврдење дека била донесена незаконски и поради сомнежи за можна поврзаност на членовите на судечкиот совет со фирмата која требало да ги исплати парите. За случајот предмет отвори јавното обвинителство. Тоа е судството во Македонија. А најтрагично е што состојбите таму, дури и после трагедијата во Кочени, воопшто не се променети и изгледа воопшто нема да се променат. Сигурно памтите дека пред да се случи трагедијата во Кочени, власта, предводена од премиерот Мицковски, отвори голем фронт за расчистување на состојбите во правосудството и раскинување на криминално-коруптивните политички спреги во судскиот совет и обвинителството. Ете, во собранието беше изгласана недоверба на 5 судии од судскиот совет и беше поднесена иницијатива за смена на јавниот обвинител Коцевски. Но целата таа офанзива беше ставена на пауза, нормално, поради огромната трагедија во Кочени, да се даде шанса да се расчистат прво работите таму, но и да не се свати погрешно дека со промените во правосудството власта сака на некој начин да влие во истрагата. Верувајте, да продолжеше офанзивата, веднаш ќе се јавеа гласници од Бихачка и од Мала Речица да обвинуваат дека се прави овид за забошотување на истрагата. А докаде е всушност истрагата за Кочени? Тројца предходници на Бектеши во економија, актуелниот министер без ресор, актуелен и поранешен директор на Дирекцијата за заштита и спасување, поранешен директор на пазарна, градежни инспектори кои работеле во општина Кочани, нови 19 уапсени за трагедијата во кочанската дискотека Пулс,
Над 20 се дополнително осомничени од првичните 27 дека со нивното несоодветно постапување или непостапување дозволиле кабарето да работи без да ги исполнува условите за угостителски објект и да добива лиценција од 2012 година. Веќе уапсени се поранешните министри за економија од редовите на ДУИ, Беким Незири и Валјон Сарачини и Дритон Кучи, кој е актуелен амбасадор во Кралството Норвешка, е опфатен во истрагата, а според наши информации веќе е започната процедура за негово враќање во Македонија. И тој самиот потврди дека полицајци утрово го барале на адресата во земјава. Верувам во правдата за општото добро. Со првиот лет ќе бидам во Скопје не за да се оправдам, туку за да потврдам дека транспарентноста и довербата се единствениот пат напред. Тука сум со мирна совест, чист пред себе, со непоколевлива волја. Пред Бога и пред законите на државата, напиша Кучи на социјалните мрежи. Приведен е си актуелниот министер без ресори, поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиу и актуелниот директор Джеват Селами, кој е кадар на вреди. Според полициски извори под истрага се и поранешниот директор на ДЗС Аднан Джаферовски, поранешниот директор на пазарен инспекторат Виктор Демерџиев, кој пак неофицијално се сомничи за периодот додека постапувал како инспектор во истата институција. Надлежните потврдија дека има нови апсења. Обвинителството вели дека истрагата се проширува и кон други лица. По наредба најавен обвинител во тек е акција за приведување на повеќе лица, а во насока на проширување на истрагата за пожарот во Кочани. Надлежните институции ќе ја информираат јавноста координирано штом ќе бидат завршени действијата кои се во тек. Истрагата досега опфати 27 поранешни актуелни функционери, собственикот на дискотеката и други кои правно се поврзувале со истата фирма, обезбедувањето и агенцијата која била ангажирана, проектантката која го изработила проектот пред 15 години, пулс од магазин за лесна индустрија да стане кабаре. Тројцата градоначалници се во куќен или ефективен притвор. Обвинителството ја запре истражната постапка против Александар Карадаковски, кој претходно беше осумничен за несреќата бидејќи формално тој бил управител на дискотеката Пулс. Паралелно, друга истрага води обвинителството за организиран криминал и корупција за полициски началници и инспектори од Штипската и Кочанската полиција. Кога се сака, се може. Не само што веќе има над 30 на осумничени што од почетокот, туку сега истрагата се проширува и на уште 20 на луѓе. И тоа не било кој, туку фатени се актуелен министер, директор и поранешни функционери и министри од минатата влада на ВМРО ДПМН и ДУИ. Значи гледаме дека се чешла целото работење на дискотеката, односно сите бизниси. И не само бизнисите, туку се проверува работењето на сите, кои од 2012 година биле на ваков или онаков начин врзани со него. И не само што биле врзани, туку гледаме и тие што не презеле ништо да се спречи ова. Значи, срагата не се води само што правел сега или во последните години, туку се враќаат назад од како постои. Мора да признаете дека ваква темелна истрага досега не се случила во Македонија. Кажувајте што сакате. Нека рикаат оние од СДСМ и Левица колку сакаат. Но во историјата на Македонија не сме биле сведоци на толку темелна истрага. Мислам дека е потемелна дури од онаја за атентатот на покојниот председател Глигоров, што ја водеше Фрчковски. И како што вети премиерот, не остана камен непревртен, се гони и се истражува секој, без разлика дали од СДСМ, ДУ или ВМРО ДПМН, дали бил или е на власт. И тука паѓаат во вода сите оние небулозни тврдења дека истрагата се водела селективно и била насочена само кон минатото, само кон поранешни функционери и службеници, додека воопшто не биле опфатени актуелните функционери и службеници, иако биле на функции на денот кога се случила трагедијата. И добро е што обвинителството, барем за сега, покажа дека се освести и сега останува да видиме дали и судството ќе се покаже на нивото на задачата. Или повторно ќе се сведе на долговлекување, вечни и контроверзни вештачења, чудни пресуди кои ќе паѓаат на апелација и слично. Искрено стравувам дека и обвинителството и судството само сега, додека е врел предметот, делуваат ажурни. А потоа ќе ни се случуваат пресуди од типот на онаа за Теодора, за Фросина, за модуларната и слично. Извршната власт, односно полицијата, го направи максимумот. Нема камен што не преврте. Реков за среќа обвинителството, барем за сега го следи истиот принцип, така што ќе видиме судството, кое мора да имаме во предвид во очајна состојба и речиси целото е под контрола на СДСМ и ДУИ, кој од ова сака да извлечат некој поен повеќе за себе. Да, знаеме дека системот е корумпиран, искомпрометиран и нефункционален, но и мора да сватиме дека тоа е така и затоа што луѓето се такви. Тие се тие што го прават системот таков, а не обратно.
Тој не дела дрога, не бесне по улици, не зама митон, не купува дипломи и не е тој што прави 300 други глупости. Тоа го прават луѓето. А за да го прават тоа, го приспособуваат системот по свој терк со лоши практики, кои им дозволуваат да се носат пресуди од 2 години за усмртување на младо девојче. Ги заробуваат институциите или бараат дупки во законите и се снаоѓаат да се извлечат. И како што гледате, досега и успеваат во тоа. Но не затоа што се многу паметни, туку затоа што знаат дека ете се несменливи. Па погледнете што се случува со судскиот совет. Какви оставки, какви бакрачи. Тие бреке чекаат некој на клоци да ги избрка. Да не ви се верува, над 70 пратеници во собранието им изгласаа недоверба. Значи телото кое ве избрало и ве поставило бара ваша смена и тоа да нема никаква правна последица. Според закон, сега или треба самите да си поднесат оставка, или за да бидат разрешени треба да гласа судскиот совет каде се тие членови. Со други зборови, треба сами себе да си изгласаат разрешување. Например, за да биде разрешена на Дамева, за да има мнозинство за, треба да гласа Селим Адеми, на кого исто така му беше изгласана недоверба. Или за да се смени Адеми, за, треба да гласа Дамева. Смешно е, нели? Или во случајот со обвинителот Коцевски, зад затворени врати неговите колеги обвинители од Советот на обвинители експресно дадоа негативно мислење на барањето што го достави владата за негова смена. Но и покрај ова, уште не ми е јасно со кое лице овие петмина седат во фотелите и го држат заробено судството, или со кое лице обвинителот смета дека си ја врши работата како што треба. Да, има суди и обвинители кои честно си ја работат својата работа, кои што го почитуваат словото на законот и уставот и судат според закон и устав. Но има и многу такви, меѓу кои мислам дека се овие петмина, но и обвинителот, кои очигледно останаа да бидат партиски измекери и кога ќе дојдат на функција наместо да заборават на партиските привилегии и оние што ги предложиле, тие го прават токму спротивното, стануваат уште поверни слуги на тие кои ги поставиле. Мал пример ли е случајот со 22 годишната Теодора за кој зборував, каде на крај нема да бидат изгледа виновни ниту суди, ниту обвинители. Исто како и со пресудите за убиецот на Фросина, пееве дури и за Вања. Да имавме судство како што треба, монструмот Палчо уште одамна ќе беше зад решетки. Ама токму неговите политичко-безбедносни судски спреги го ставија на слобода. Токму и затоа сега служат сите суди и обвинители, да бидат штит за криминалите што ги имаат направено СДСМ и ДУИ, кои впрочем и ги поставија на тие функции. Значи сите сме незадоволни, сите сме за реформи. Власта за прв пат ги турка тие реформи. Ама овие бре не се даваат, ниту имаат намера да си дадат оставка, ниту пат некој во Советот има намера да ги смени. Зарем треба да седиме со скрстени раци да чекаме некој нов Палчо да се појави, да ни загине некоја друга Фросина, некоја друга Теодора, не дај Боже некоја друга Вања? Не. Време е за проветрување. Така што не очекувајте рестарт на системот без сериозни кадровски резови, односно подитно, на клучните позиции во обвинителството и во судот да дојдат луѓе кои ќе спроведуваат законски, институционални и секакви други реформи, и тоа на сите нивоа. Значи не да се удрат по чело, туку директно со токмак по глава, затоа што телото на овој наш судски систем одамна е скршено. Нема друго решение освен целосен ремонт. Оние приказни дека знаеле судиите дека е време за реформи, ама тие реформи требало сами да ги спроведат, воопшто не соодействуваат со реалноста. Тоа време помина. Сега да велите дека судскиот систем сам ќе се реформира е како давеник што не знае да плива да каже дека ќе освои злато на Олимпијада. Не, драги мои, да има малку доблест, цел судски совет ќе се признаеше дека не ги бива. Дека ете никој не им верува ниту народот, ниту нашите сојузници и ќе си се повлечат сами со време. Тоа ќе беше најсветлиот чекор во кариера, а не вака насила да ги вадиме од фотелја. Во спротивно, ќе останеме на она како и досега, дека не може полицијата толку да уапси колку што правосудниот систем може да ослободи. Луѓе навистина нема дно кое судство не може да го пробие. И покрај тоа што не постои домашна, па и странска институција која не излегла со страшни критики за македонското правосудство, нашиве суди и обвинители со честни исклучоци, како да не име гајле си тераат по старо. Зарем мал пример е ова со Теодора. Рака на срце знаеме дека Македонија има проблем со делењето на правда уште од независноста, но ова што се случи последните 7 години ги надмина сите граници. Пријатели, роднини, партиски послушници, некомпетентност, уцени и подкупи. Во суштина на ова се сведе кадарот кој треба да ни дели правда. Затоа таму веќе не се знае кој пие, кој плаќа. На човек да му е срав да отиде да побара правда. Ќе добие се само неправично судење. Задоволни од ваквата ситуација се нормално криминалците. Затоа мислам дека владата има целосната поддршка од граѓаните во оваа тешка и жестока битка со инсталациите на СДСМ и ДУИ во правосудството. Тешка затоа што станува збор за жилави инсталации кои нема лесно да се предадат.
Без независно судство, без владење на правото од Македонија, нема да биде вистинска држава. Џабе ќе биде и името, џабе ќе биде и Свети Бугари во устав, затоа што без независно судство никаде нема да мрднеме. И тука мислам дека е време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме за кратко. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода и тука нели ни остануваше некоја минута да прокоментираме тема која не стигнавме во првиот дел. Зашто станува збор? Македонија е заглавена во така наречено само наметнато вето, порача лидерот на СДСМ во Брисел. Владата не е подготвена да продолжи со уставните измени неопходни за старт на преговарачките поглавја со Унијата, смета Филипче, кој од конференцијата посветена на проширувањето побара европските социјалдемократи да го леснат процесот за да не завладеат антидемократските и антиевропските сили. Вели дека стои на располагање за да се направат уставните измени, дури и по цена на својата политичка кариера. North Macedonia is an example of the lack of strategy, especially among the progressive regarding the European integration. By allowing a bilateralization of the accession process, and here I'm referring to the Bulgarian demands, North Macedonia now faces a bizarre situation of so-called self-imposed veto because the new government refuses to implement the necessary constitutional changes in order to proceed with the accession talks. Земам лична одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури и по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени и да ги отвориме преговарачките поглавја со Европската Унија. Доколку владата смета дека тоа може да го искористи, јас стојам на располагање. Социјалдемократскиот сојуз ќе биде секојаш тука да ги поддржи сите процеси кои што значат развој на земјата, кои што значат подобар и поквалитетен живот на нашите граѓани. Ние можеме да разговараме за некакви адхок решенија. Меѓутоа, сите тие решенија се краткотрајни. Не бе да не ви се верувам. Додека новата влада во Македонија потроши цели 10 месеци во огромна дипломатска офанзива од Вашингтон преку Брисел и кај се не, за да му докаже на светот дека тоа што се бара од нас во моментов е тешка уцена, која овој народ не е подготвен да ја плати. Да ја објаснува дека со оваа уцена не завршуваат бугарските претензии и не представува никаква гаранција дека нема да има нови вета. Овој човек, кој се нарекува лидер на опозицијата, уште при првата посета во Брисел отиде да ја кодоши сопствената држава. Не владата, туку сопствениот народ и повторно, како и неговиот ментор Заев, ветува дека ќе ја прифати уцената наречена промена на уставот. Вели Македонија со сегашнава влада немала стратегија. А кој има стратегија? СДСМ? Со тоа што ќе ги прифати сите можни уцени закани од Бугарија? Тоа го нарекува стратегија. Вели станувало збор за самонаметнато вето. Значи, според лидерот на македонската опозицијска партија, не станува збор за вето од Бугарија, која сака да не збрише од мапата, да избрише историјата и јазикот, туку вето кое ние сами сме си го наметнале. Ајде да го зборува некој бугарски министер или лидер на нивна партија, ќе разберам. Ама бре луѓе, ова го зборува лидер на македонска партија и тоа во Брисел. Да не ви се верува. Па потоа обвинува дека сегашната влада дозволила билатерализација на пристапниот процес. Па чекајте малку. Кој е тој што дозволи бугарски уцени преку францускиот предлог да станат услов за преговори со Европската Унија? Кој дозволи бугарското барање за уставни измени да стане европско барање за почеток на преговори? Навистина човек да не верува. Зарем не научи ништо досега? Не свати дека една од главните причини, поради која неговата партија на клоци беше испратена во опозиција, покрај криминалот и корупцијата, е токму оваа починувачка политика. Па уште и вели дека тој ќе презел одговорност и ќе го презел целиот товар по цена на неговата политичка кариера. Боже Господе, која црна одговорност? Па кој ти даде за право да ветуваш такво нешто? Македонскиот народ? Не. Овој народ ти го порача токму спротивното на минатите избори. Дека никој од вас веќе нема за право да преговара и ветува нови национални отстапки. И не е само народот, туку изгледа и неговите сопартици. Ете, видовме дека на Конгресот минатата година Филипче беше избран за председател со едва 18.000 гласови. Значи Зоран Заев беше изгласан со 59.000 гласа, Ковачевски со 37.000, а Филипче со 18.000. Мислам дека овој податок сам за себе говори доволно. Со оваа негова изјава само докажува дека СДСМ под негово раководство нема намера да се откаже од начинот на кој делуваше досега. Па зарем и може да се очекува нешто различно. Не може тие што го создадоа коруптивниот систем сега да тврдат дека ќе го поправат.
Беше министер за здравство за време на големата трагедија во модуларната болница и еден од најблиските пријатели на Заев, а според многумина и негов личен избор за председател. И сега од него да се очекува дека ќе ја врати СДСМ на старите патеки и ќе го менува системот? Тешко. Море невозможно. Се подлабоко и подлабоко навлегуваат во еден жив песок, од кој што мислам дека овој пат тешко ќе се извлечат. Ако актуелната власт одговорно и трезвено си ги извршува обврските, како што веќе го прави, на долг рок СДСМ ќе падне во заборав, односно целосно ќе исчезне од политичката сцена. И тука мислам дека е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Со Господ напред се гледаме после Великден, на исто место, во исто време. Имајте пријатна вечер.